И како што можевте впрочем нели да приметите, политиката и не ми е баш силна страна во живот. Пари не ми е страна воопшто, освен ако зборо страна го сватиме како нешто странно, странско, тоаш да страна ми. Како и да е, не е нешто што многу го сакам, да не речам ничего не. Оти ќе речи. Оти за да сакаш политика или да бидеш политичар или не, треба си политички коректен. Тоа автоматски се коси со тоа што е да си Виктор Апостоловски. Оти во моментот кога почнеш да бидеш политички коректен, автоматски престануваш да бидеш Виктор Апостоловски. Може не е некој постигнување да си Виктор Апостоловски, ама знаеш како? Кој те праша така? Мене ми е битно убо на душа. Ако не ми било, веројатно ќе бев политички коректен. А и шо е политичката коректност? Тоа е само еден фенси збор, направен да не ги навреди овие што се лижат, но лижалчињата не рече. Да си политички коректен значи да си културен, да речеме на некој начин. Да пазиш шо збораш, да не навредиш некој, да не речиш нешто да се свати поинаку. Или во превод, да не кажуваш тоа што сакаш, туку само се лижиш кај луѓе. Там барем јас така го сваќам. Оти супер е да си културен и сите треба да се културни. И не викам дека по секоја цена сегде треба се да се каже. Ама па и не мора да се лига и да се лажиме, сваѓа. Мислија мене ак ме најдоте. Ак не ме најдоте, навие на шпица па продолжиме со муавет. Ајде бате, пуште. На времето не така одамна. Луѓето не се вреđале многу. Сам тие може си се навредвале меѓу себе, ама не се осеќале така навредени од ништо. Како денес, на пример, што се осеќаат, што се изгорени навредени да бидат си. Туку си кажувале се искрено, си биле поотворени, затоа и живееле многу поубаво и посложно. Јарно, ама со тек на време почнале многу да се вреđаат, онака навредени да се осеќаат. Ќе направи некој нешто неврзано со нив, одма сите навредени. И така уствари се родил концептот за политичка коректност или коректност. Луѓето измислиле концепт да кажват работи, ама да не ги навредат други. Демек со убо, со арно, милозвучно. А бремет да течи од уста. Еден збор, еден алтан. Да го слушаш и вака убајна на душата да ти прави. Дали те лажи или не те лажи, не е бит. Битно ти убо се осеќа. Тоа е корено на цела политика во цел свет. Сека политички коректна особа кој ќе ти проговори, а бре мислиш вака од купо зеде злато, парина ти го даде, ти го разубај живот. Ти даде и цел, и среќа, и здравие, се ти даде. А бремет да течи од уста. Арно, ама никој не ти кажува дека кај шо има мед, има и пчели, а бога ми и по некоја баба мец. Пошто не секогаш за дубај зборови има убај намери. Или да не речам скоро никогаш нема убај намери. Или што би се рекло народски, испод мира 300 вира. И уште милион други поговорки. Што народот мака ги кажала, ама знаеш како? Кој те праша? Ами ако ништо друго, напатен народ сме, тие поговорките не се за џабе така измислени. Кажани се од паталци. Арно, ако има нешто што поќе сакаме ние како народ од тоа да бидеме навредени, е да бидеме жртви. Значи ти ќе му кажеш што не треба да прави, како да не го направи, како да не биде повреден, тој така ќе го направи за да биде повреден. Оти жртва сум јас и бегајте, жалете ме сите, нема грешка ватуле. Значи на 90% од народот да му даеш да избери нормална работа, нормална плата, нормален живот, среќен живот, фамилија и така натаму. И од другата страна на кантаро да му клаиш некоја глупост што ќе оклај в дупка цел живот, што само мака може да му дојси, само неубо да му дојси 1% може да ќе му дојси нешто поубаво за кратко време, па после неубаво, ти нема го одбери ова доброто, ова ќе го одбери в дупка. Не за друго, ти после ќе можеш приказни да кажеш и жртва да бидеш. Оти со нормален живот не можеш жртва да бидеш. Во нормалниот живот треба работиш, да се помачиш, да створиш за фамилијата, да створиш за се, да направиш на сите животот поубав да му биде, никогаш да не си во право и така натаму. Има многу работи таму. Работење е многу бе. Зошто да работи кој може да не работи да биде жртва? Е, тоа е Македонија. И баш заради тоа што ја кажувам вистината вака в сурат, никогаш не можам да бидам јас нити политичар, нити политички коректен, нити ништо. И на 90% на луѓето нема му звуча милозвучно, пошто не му го кажувам тоа што сакат да ослушнат, туку му кажувам вистина. Уште пред поќе од 2000 години Платон рекол: никој не е поќе мразен од тој што ја кажува вистина. Ама на крајот на денот знаеш како? Кој те праша бе бате? И се овде малце сам ја осидам контра на муавето од претходно, пошто и ова поговорка од паталеци од пред 2000 кусуро години и можеш комотно ми речиш: оти ти не ги слушаш паталците, ама аз не го правам за да бидам жртва бе бате. Јас не се жалам ако ме неќат луѓето или ако ги иритирам или шо и да. Пие гајли. Јас го правам ова, зборам вистината заради тоа што некој мора да ја збори. Оти довде ми е дојден од преправајци од лигуши бе брат. Значи скоро и да нема луѓе во јавниот сектор воопшто што зборат вистина. Или ја зборат агендата
работата нивна, или ветуваат планини и долини, или евентуално ако имат противници, за нив може контра додат нешто, демек вистината кажувам. Иначе никој не кажува вистината како што е. И не ми е само мене довде, на многу луѓе му. Само што како што реков, политиката има пуштено пипци сека. И никој не ги ништо збора, сите се политички коректни, и на некој му зависи работата, на некој му зависи животот, на некој друго нешто му зависи. На сите нешто негде му зависи. А оти му зависи, оти сакале да бидат жртви, да бидат политички коректни, или оти дошол некој политички коректен и ги убедил дека ова е тобева. Сега ги ти донесам мет и млеко и ќе сркаш и ќе уживај. Нема грешка. И што уште поако можеш ти да си ја збораш вистината и да правиш муавет како што треба и сето тоа да биде културно воспитано и така натаму. Арно уште се нема најдено маж да почни тоа да го прави. Сам за во политиката збораме, за овде се наоѓа по некој вака малце од малце нели. А се кладам дека ако почнат луѓето да зборат вистината како што е, и ако почнеме искрено и како што се да ги гледаме работите и да ги оправаме полека, таа политика сигурно ќе траи многу подолго од ова друга. Или барем јас така мислам, еве, не знам. Можда сум јас хендикепиран на некој начин, сум воспитан така да ги гледам работите, не знам. А можда и не сум во право, еве, не знам. Како што рековме, политиката не ми е силна страна, нити па ми е страна уопшто. Ама ај да бидиме реални. Ако нигде на друго место, барем овде кај мене во овој момент да бидиме реални. Не го слушаме истиот муавет 30 години. Дали не ги слушаме истите работи 30 години? Небитно кој е како. Пробај да го тргниш тоа егото што го имаш внатре, што ти иди одма контра ми влезиш и размисли реално, искрено од душа. Не ги имам истите проблеми од пред 20 години? Не е истата слика пред сите избори? Тогаш улиците си скопани демек еве сега работиме. Тогаш се во плано ова ќе се направи, она ќе се направи. Тогаш магично и кучињата ги снемва се намалва. Цела година со точако не може да помини, ама тогаш магично ќе ги снема, ќе се оправи. По некоја дупка ќе се закрапи по улиците. Море ветувања, море ова ќе направиме, она ќе направиме, ваму ќе направиме. Овај ќе вработиме, онај ќе вработиме, речи му таму ако гласат тој ќе му го вработиме. Значи кај сите секогаш исти умуаве. Дури секој град си има едни исти ветувања што никако да се остварат 30 години, ама тие битно ги има. Ете пример Битола, секоја година, небитно какви се избори, дали се локални, дали се за власт, дали се за шо и да. Зимски центри, летни центри, затворен базен. Значи пливач бев 15 години и уште 15 еве не сум. Значи 30 години го слушам тој затворен базен и уште неам запливано во него. Море катни гаражи, море подземни, море надземни. Значи пред 30 години имавме подземен премин меѓу Безистено и Јаво. Значи си слегваш по скаличина кај Безистено, тука имаше продавничиња, си поминваш под улицата, со браќа горе си врви, саш купваш нешто, саш не купваш, излегваш од таа страна. Е са добро, навечер можда луѓе со преголема доза на алкохол го користеа како WC, не викам не. За тие што не приметив, тоа беше политички коректна речени. Ама сепак го имаш. Кај е сега? Јас ќе ти кажам кај е вату. Затворен, решетките клаени, долу ништо нема, горе ништо не. Значи и тоа што го имаше не постои. Ама знаеш како? Кој те прашува? Ние битно ќе ги слушаме истите муабети уште 30 години, здравие Боже, па дали ќе се напрати или не, то не е битно. Битно е на моментот галама да се прави. И да пазиме што збор, да не се навреди не. Од тие од се навредените луѓе си патиме во животот, ама добро, ајде да привршваме работата, оти долу ќе се навредат, после ќе треба канцел да ми мава. Како е то канцел да му маниш на некој, не знам, ама бери ќе. И толку од мене за денес. Вие паелате си другата епизода, па ќе си поправиме муа. Тро нема да е политички коректен, ама на крајот на денот кој те праша? Е така, толку од мене. Поздрав, имајте убав ден.